И денеска вработените во јавното предпријатие Паркови и Зеленило заедно со колегите од Флораком и Луна протестираат. Ти денеска го блокираат сообраќајот во Скопје ако не им биде исплатена августовската плата. Протестот започна од 10 часот. Таму е Здравко Димитров. Здравко, до кога ќе бидат блокирани улиците и кои улици се блокирани? Токму така, Бобе, како што каже и ти, утринава во 10 часот започна блокадата на повеќе локации низ Скопје, односно блокиран е мостот Гоце Делчев кој се наоѓа во непосредна близина на владата, исто така блокиран е и булеварот Илинден, како и булеварот Партизански одреди. Утринава имаше и протест кој се случуваше пред зградата на град Скопје. Се очекува според нивните најави се очекува блокадата да трае од 10 до 12 часот, а утринава на протестот кој беше пред град Скопје, тие повикаа и сите оние кои што немаат веќе исплатено плата поради тоа што односно сите оние кои што немаат веќе добиено плата да се приклучат на протестот кој што го организираат тие заедно со синдикатот Судкос и со независниот синдикат на државната администрација, но тука би предложил да ги слушнеме изјавите кои што утринава ги упатија оттаму. Градот Скопје за август зеде плата. Господјата градоначалник исто како функционер зема 2000 евра плата. Доколку нема земено плата за август, па и сега веќе дојде и за септември, нека се приклучи кон нас, нека заедно со нас протестира за незината плата. Вратата е отворени за неа. Сите предпријатија имаат земено ИК-15 и сите додатоци на плата кои им следат. Нас не е дадено, ништо не ни е дадено. Буквално ништо. Затоа се прашуваме, иако бевме залажувани дека ќе добиеме на рати, ќе добиеме К-15, меѓутоа не добивме. Затоа е овој револт. Така, тоа беа изјавите кои што ги упатија од пред зградата на град Скопје, инаку ова не е прв протест кој што тие го организираат, тие веќе неколку дена, односно од претходната недела веќе излегуваат на протести и бараат да им биде исплатена августовската плата, но освен августовската плата потребно е да им се исплатат и заостанатите надоместоци од 2022 година кои што го вклучуваат и регресот и јубилејната награда за 2022 година. Информациите кои што засега ги имаме се тие, ќе останеме тука, а повеќе детали најавувам во вклучувањето, односно во информативното издание во 15 часот. Студио? Те очекуваме, ти благодарам за вклучувањето во вестите во 11 часот.